Без лиценци за работа, технички грешки при изградба, превозни компании кои сами на себе си вршат технички преглед, низа несреќи, повеќе од 100 жртви и речиси никаква или задоцнета одговорност. Каде затајува државата, откако по последните убиства, сообраќајни незгоди и изгорена модуларна болница, инспекцијските надзори отпосле утврдуваат неправилности. Откако пред само неколку дена до смрт беше претепан ракометарот Денис Тот пред скопската дискотека Привилеж, особна информацијата дека локалот немал лиценца за работа како ноќен клуб и без соодветна дозвола за работа, клубот сепак работел без никаква интервенција од државниот инспекторат. Откако информацијата ја потврди и министрот за економија, од ДП побрзаа да се оправдаат дека знаеле за ситуацијата, ама сега ќе ја истражале фактичката состојба. Но убиството на Тоте последно во низата, која на површина ги сврли сите пропусти на институциите. Приказната со модуларната болница во Тетово, која беше копната 14 пациенти, уште на самиот старт беше пропратена со низа скандали. Пред да биде пуштена во употреба и самиот технички директор на Тетовската болница потврди дека постојат грешки при изградбата на модуларната болница. За 6 месеци колку што беше во функција, неколку пати беше во фокусот, откако и по несреќата беше утврдено дека болницата е пуштена во употреба без технички прием. Сите модуларни болници низ земјава се изградени врз однос на посебен закон, според кој обврска за технички преглед на готовиот објект нема. За готовите објекти било вршено само примопредавање. Ниту автобускиот превозник Беса Транс немал лиценца за вршење на меѓународен превоз на патници, ниту пак за друг вид на јавен превоз. Но ова се дозна откако нивен автобус, враќајќи се од Истанбул, се запалил во Бугарија и живи изгореа 45 патници. Државата и во овој случај се правдаше дека не знаеле за ова, откако се случи несреќата, Министерството за транспорт им ја одзеде лиценцата за работа. А и по 3 години од немилиот настан се уште нема одговорност за автобуската несреќа кај Ласкарци, во која загинаа 16 лица, а 37 беа потешко повредени. И овој трагичен настан откри низа нерегуларности за кои државните институции си ја префрлаа топката за одговорност. Компанијата Durmoturs, чиј автобус излета од автопатот, сами на себе преку фирма на истиот собственик си правеле технички прегледи. Од Министерството за транспорт и врски тогаш се правдаа дека немаат одговорност да утврдат дали е дозволено ист газда да има станица за технички преглед и да биде превозник. Вела дека нивната надлежност за Durmoturs е само административна. На социјалните мрежи граѓаните веќе бурно реагираат и јавно прашуваат дали треба да се случат убиства и несреќи за да се утврдат неправилности во работењето на одредени објекти и компании.